Вечерва за добра ноќ ќе ви ја прочитам приказната "Што и да направи стариот, секогаш е добро". Ќе ти раскажам приказна што ја слушнав кога бев дете и секогаш кога ќе се сетев на таа приказна ми изгледаше дека е се поубава. Всушност, со приказните е така како и со многу луѓе. Со текот на годините стануваат се поубави. Радост. Сигурно веќе сте биле во село и сте виделе стара куќа со амбар и сламен покрив обраснат со мов. На покривите на куќите штрковите си направиле гнезда. Без штрковите гледката би била нецелосна. Ѕидовите се нерамни, прозорците се мали, се отвара само едно прозорче, фурната за леп е надуена како голем мев. Бозовото стебло се извива над плотот, а во вирчето, токму под кривата врба, пливаат патки и патчиња. Но да не заборавиме да го споменеме и врзаниот пес кој лае по секого и по сешто. Токму на таков имот во едно село си живееле маж и жена земјоделци. И покрај големата сиромаштија сепак имале нешто од што би можеле да се откажат, а тоа беше коњот кој ете го на брегот покрај патот како пасе. Стариот Стопан на него јаваше кога одеше в град, соседите го зајмуваа за некоја друга противуслуга, а се разбира, ќе беше добро и да го продадат коњот за да купат нешто што би било полезно за нив. Но што би можело да биде тоа? Старче, тебе ти одат овие работи од рака, рече жената. Во градот има саем. Јавај го коњот дотаму, а потоа продај го или размени го за нешто добро. Секогаш, кога и да направиш нешто, си постапувал како што треба. Ајде, среќно јавање до саемот. Му заврза марама околу вратот, зашто таа знаеше да ги направи тие работи подобро од него. Му заврза двоен јазол, за навистина да изгледа отмен, со дланката му ја измазни шапката и му ги бакна топлите усни. Потоа, тој го јавна коњот и замина да го продаде или да го размени. Стариот Стопан тие работи на вистина ги правеше добро. Сонцето припечуваше, а на небото немаше ни едно облаче. Патот беше правлив поради големиот број луѓе кои одеа да го посетат саемот, некои од конјски запреги, некои на коњи, а некои и пеш. Беше многу жешко, а покрај патот никаде немаше ни најмала сенка. По патот еден човек си ја водеше кравата, која беше толку убава, колку што впрочем може да биде убава една крава. Веројатно дава многу млеко, размислуваше селанецот. Нема да биде лоша за размена. Ти, што имаш крава, слушни ме, му се обрати тој на човекот. Ајде да се договориме. Види, овој конј, барем јас така мислам, вреди повеќе од твојата крава, но во ред е. Мене кравата ќе ми биде пополезна. Сакаш да ги размениме? Нека биде така, му одговори човекот со кравата и така направија размена. Значи, работата беше завршена и селанецот можеше да се врати дома. Но се сети дека тргна да го посети саемот, па продолжи да оди по правливиот пат за, ако не за друго, да го разгледа саемот. Така продолжи да патува со кравата. Одеше брзо, а кравата одеше во чекор со него. Го стигна еден човек што водеше овца. Овцата беше убава и со убава волна. Кога би ја имал оваа овца, размислуваше селанецот. Ке може да пасе колку што сака на ридот покрај патот, а зиме ќе ја чувам во шталата. Всушност, навистина е подобро да имам овца отколку крава.
Сакате да се размениме? Го праша селанецот човекот со овцата. Тој се разбира, се согласи и така направија размена. Селанецот и овцата го продолжија патот. На преминот преку оградата виде еден човек со голема гуска во рацете. Ова е гуска и пол, си помисли селанецот. Има многу пердуви и месо. Многу убаво ќе изгледа врзана покрај нашиот вир. Жена ми ќе ја храни со голема радост, а и колку пати досега посака да има гуска, сега на вистина може да има и така ќе направа. Сакаш ли да се размениме? Јас ќе ти ја дадам овцава за твојата гуска и уште ќе ти се заблагодарам. Селанецот го праша човекот со гуската. Тој се разбира, се согласи и така направија размена. Селанецот ја доби гуската. Како што наближуваше до саемот, така и патот стануваше се потесен за големиот број посетители кои одеа кон саемот. Едни одеа по патот, други по бреговите покрај патот, а некои одеа низ нивата на дервенџијата, посадена со компир, покрај која имаше кокошка врзана за нога за да не се изгуби. Кокошката имаше кратки пердуви, едното око ѝ беше подзамижано и изгледаше многу убаво. Крак, 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 кракаше кокошката. Што ли мислеше да каже со тоа, не знам, но селанецот кога ја виде си помисли: ова е најубавата кокошка што сум ја видел досега. Поубава е дури и од квачката на свештеникот. Ах, кога би можел да ја имам. Кокошката секогаш ќе си наоѓа зрна и знае да се грижи за себе. Мислам дека ќе биде одлична размена за гускава. Сакаш ли да се размениме? Селанецот го праша дервенџијата. Да се размениме, повтори тој. Нема да биде лошо. И така направија размена. Дервенџијата ја доби гуската, а селанецот кокошката. Така, на патот до градот, селанецот направи едно чудо работи. Беше жешко, а тој беше многу изморен. Би било добро да испие една чаша ракија и да изеде печен леп. Беше во близина на една гостилница и реши да влезе внатре. Пред прагот се размина со еден слуга кој на рамо носеше толку тешка вреќа што одвај одеше. Што имаш во вреќата? Го праша селанецот. Гнили јаболка, одговори слугата. Полна вреќа за свињите. Кој знае колку има, ова мора да го види жена ми. Лани старата јаболкница роди само едно јаболко. Сакавме да го зачуваме и на полицата до прозорецот стоеше додека не се распадна. Леле, колку род имаме! Се израдува жена ми, а што би рекла да го види ова голямо богатство? Да, ова на вистина е голем подарок за неа. Што ќе ми дадете за вреќава? Праша слугата. Што давам? Еве, ја давам кокошкава за размена. И така му ја даде кокошката за размена за вреќата со гнили јаболка. Отиде до масата на гостилничарот, а вреќата ја остави до фурната што беше загреана, но во тој миг селанецот воопшто не размислуваше за тоа. Во гостилницата имаше многу гости, трговски посредници за продавање коњи и волови и двајца англичани, а тие беа толку богати што џебовите им беа преполни со златници. Сега слушај добро како се обложија. Какви шумови се слушаат од печкава, јаболката почнаа да се печат. Што ли е тоа? Се прашуваа гостите. Не помина многу време, кога од селанецот ја слушнаа целата приказна за конјот, како го заменил за крава и на крајот за гнилите јаболка. Леле, ќе си го добиеш од домакинката кога ќе се вратиш дома, му рекоа англичаните. Тоа ќе биде интересно да се види. Се разбира, зошто ќе добијам бакнежи, одговори селанецот. Мојата жена ќе рече:
Што и да направи стариот е добро. Ајде да се обложиме, рекоа тие, во 100 златници. Па тоа е повеќе од еден шиник, рече саланецот. Јас можам да понудам еден шиник јаболка, а тоа не е малку. Добро, одговорија англичаните и се обложија. Ја зедоа запрежната кола од гостилничарот. Први се качи англичаните, потоа селанецот, а на крајот ги натоварија гнилите јаболка. Така стигнаа до куќата на селанецот. Добра вечер, стара домакинке, ја поздрави селанецот. Добра вечер, стар Стопану, му отпоздрави жена му. Еве, направив размена, рече селанецот. Па, не се сомневам, ти добро ги разбираш тие работи, рече жената и не обраќајќи внимание на гостите и вреќата, го прегрна домакинот. Конјот го разменив за крава, рече селанецот. Фала Богу за млекото што ќе го имаме, рече жената. Сега на трпезата ќе имаме и млеко и сирење. Добра размена си направил. Да, но кравата ја разменив за овца, рече селанецот. Така на вистина е подобро, рече жената. Секогаш знаеш добро да размислиш, кај нас има доволно ливади за пасење. Ке имаме овчо млеко, овчо сирење, волнени чорапи, па дури и волнена кошула за спиење. Кравата не го дава тоа, незините влакна паѓаат. Многу мудар човек си ти. Но овцата ја разменив за гуска, рече селанецот. Но затоа пак годинава ќе се гоштеваме со гускино месо, мил мажу, рече жената. Од секогаш знаеше да ме израдуваш, се чудам како се сети. Гуската ќе ја врземе со врвца и ќе ја чуваме за празник. Но гуската ја разменив за кокошка, рече мажот. Кокошка? Подобро и не си можел да се сетиш, рече жената. Кокошката несе јајца, потоа ги квачи, ќе добиеме пиленци и ќе одгледуваме кокошки. Тоа секогаш го посакував. Да, но кокошката ја разменив за една вреќа гнили јаболка. За ова заслужуваш бакнеш, рече жената. Ти благодарам, многу ти благодарам, мил мој. Нешто морам да ти кажам. Кога замина, размислував дека е редно да ти направам вкусна вечера. Кајгана со див лук. Јајца имав, но немав див лук и отидов до семејството на учителот. Знаев дека има див лук, но женат му на учителот е скржава. Ја замолив да ми зајми лук. Дали да зајмам? Продолжи жената. Во нашата градина не расте ништо, воопшто ништо, ни едно гнило јаболко. Ни тоа не можам да ви го зајмам. Сега јас можам да изајмам 10 или всушност можам да изајмам цела вреќа гнили јаболка. Леле, голема радост е ова, старецу мој. И среќната домакинка го бакна в уста. Не е лошо, рекоа англичаните. Од конј на магаре слегоа и пак се задоволни. Ова на вистина вреди за сите пари. И така, на селанецот, кој наместо шлаканица доби бакнеш, му изброја 100 златници. Да, секогаш е добро жената да гледа и јасно и гласно, да каже дека нејзиниот маж е најмудар, што и да направи е добро. Гледаш, таква е оваа приказна. Ја слушнав како дете, а сега ја слушна и ти, и затоа знаеш дека што и да направи стариот е секогаш добро. А сега јас како стариот, како постариот од вас, ви кажувам дека е време да легнете да спиете, да се наспиете убаво и да сонувате убаво. Добра ноќ, дечиња.